само сакам да се обратам на ботовите од ВМРО ДПМН кои што се загрижени за мојот стајлинг. Веројатно вие сте десничари, ама ЛГБТ промениенци. Али окей, овој идеологов десничар од Бунтур вика дека ЛГБТ биле создадени од Бог, а Т+ не биле, тие не требало. А денеска видов дека овие од ЗЕЛС, од кај Орце Георгиевски, кој што е председател ЗЕЛС, почнале проект за родови политики, демек и трансродови лица да бидат вклучени во проектите, не. Ке финансирале проекти за складирање и за џубре нешто таму рециклажа, ама само ако у предпријатието има трансродови лица, нешто такви работи. Што збориш? Да, бе, да. И тоа го прави Орце Георгиевски ЗЕЛС, многу десничарски вака. Од тој аспект може да забележам зашто вие сте се засекирале за мојот стајлинг многу и ботовите на ВМРО, веројатно од ЛГБТ промененцијата, ама десничарската ЛГБТ вие сте. Особено заради тоа што не само тоа што сте вие десничарска ЛГБТ, вие го почитувате и оној Линдзи Греам, овој што го плюкаше Зеленски, тој да ти бил десничар, ама ЛГБТ, нели вие сте табу со републиканците и се окей. Ја на пример не носам зења. Сега проблемот е Мицкоски ништо не работи, а носи зења и саати од 100.000 евра. Тоа е проблемот. Проблемот е неговиот стајлинг. Он носи мајче од 5.000 евра и саат од 60.000 евра, а не работи ништо. Една премиерска плата е 2.500 евра, а он носи јакна од 10.000 евра. Значи 4 плати му требаат за премиерски плати за да купи една јакна. Како он ја купил таа јакна и тоа го гледаме на секое појавување со различна зења? Што е прашањето? Неговиот стајлинг треба да не загрижи.